Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе продолжиме со обработка на глава 4 од Евангелието според Матеј. Во минатата епизода застанавме кај искушението на Исус во пустината. За почеток, мислам дека ќе биде добро да направиме краток преглед на тие стихови и да извлечеме неколку поуки од таа случка за нас денес. Досега видовме дека Исус се роди како цар, беше представен како цар, беше крстен како цар и испитан, односно тестиран како цар. Низ целото Евангелие на Матеј, тој е представен како цар. Преку неговото искушение во пустината, ние дознаваме неколку важни вистини кои верувам дека и нам денес ќе ни се од голема полза. Прво, дознаваме дека ѓаволот е личност. Кога Исус се соочи со него, тој разговараше како со личност. Денес некои луѓе се прашуваат дали ѓаволот може би е само некоја сила или идеја, но текстот во Евангелието јасно ни открива што е тој. Од начинот на кој го искушуваше Господ Исус, можеме да видиме дека ѓаволот е многу лукав. Прво му рече: ако си син Божи, претвори ги овие камења во лебови. Со други зборови го предизвика да докаже дека е син Божи, но да го стори тоа на начин што не е Божи. Се разбира, Исус не го послуша. Патем, немаше ништо лошо во тоа камењата да бидат претворени во леб. Ке се сетите дека некое време подоцна Господ Исус претвори вода во вино и тоа им беше на благослов на гостите на свадбата. Проблемот во предлогот на ѓаволот е тоа што тој се обидуваше да го оттргне Исус од волјата на Отецот и да го потчини под својата. Како што спомнав минатиот пат, низ сите овие искушенија во пустината, Господ Исус му се спротистави на ѓаволот со Божиот збор. Тоа значи дека го искористи мечот на Светиот Дух, за да го порази Божиот, а и човечкиот непријател. Одговорот на Исус секогаш започнуваше со «Пишано е». Навистина би сакал ние како христијани почесто да го користиме Божјото Слово кога сме во искушение. Тоа е оружје кое ни е дадено од Бог и е ефективно. Како што му помогна на Исус да се соочи со ѓаволот, така и нам ќе ни помогне кога се наоѓаме во искушение. При првото искушение, Исус цитираше зборови од книгата Повторени закони. Знаете, кога во минатиот век во Германија некои критичари почнаа да ја омаловажуваат Библијата, една од нивните омилени книги за критика беше Повторени закони. Очигледно е дека ѓаволот воопшто не ја сака таа книга, бидејќи Господ Исус му се спротистави со зборовите напишани во неа. При второто искушение, ѓаволот се обиде да го натера Исус да стане познат религиозен водач преку некое големо чудо. Знаете зошто се обиде да го стори тоа? За Исус да го избегне крстот. Ако го избегнеше крстот, тој немаше да може да ни даде спасение. За жал, денес во светот има многу цркви во кои крстот се избегнува. Не се зборува за смртта на Исус, за гревот, за Божјата светост и правда. Тоа е она што ѓаволот сака да го постигне во црквата. Не му успеа со Господ Исус, но не значи дека ќе се откаже од својата намера. Се обиде да го натера Исус да направи некое чудо и да биде препознаен како чудотворец. Се разбира дека Исус направи многу чуда, но чудотворец не беше неговиот главен идентитет на земјата. Јас верувам во чуда и верувам дека Исус и ден денес прави чуда. На своја кожа имам почувствувано дека тој е најдобриот лекар
и слободно можам да ви го препорачам. Но јас лично не верувам во чудотворци и исцелители. Ако имате каков било проблем, мој предлог ви е да му се молите на Бог и од Него да чекате исцелителен допир, а не од луѓето. И покрај тоа што ниту второто искушение не му успеа, ѓаволот не се откажа. Тој се врати назад кај Исус и му цитираше стих од писмото. Го предизвика Исус да се фрли од карпа, бидејќи Бог ќе ги прати своите ангели да го пазат и да не се повреди. Многу е лукав, зарем не? Проблемот е што тој не го цитираше целиот стих. Го изостави оној дел од Псалм 91, стихови 11 и 12, во кој пишува да те чуваат на сите твои патишта. Предпоставувам, забележувате, дека неговата цел повторно беше да се обиде да го оттргне Господ Исус од волјата на Отецот. Конкретно, во оваа ситуација сакаше да го натера да направи нешто што се коси со здравиот разум. Се со цел да провери дали Отецот на вистина ќе се погрижи за него. Некогаш ѓаволот и кај нас ќе дојде со такви идеи. Ќе не поттикне да направиме нешто што знаеме дека е погрешно. Притоа, надевајќи се дека Бог нема да дозволи ништо лошо да ни се случи. Тоа е искушување на Бог. И од Господ Исус јасно учиме дека не треба да тргнеме по тој пат. Има уште едно прашање кое произлегува од ова искушение. А тоа се однесува на понудата што ѓаволот му ја даде на Исус во однос на царствата од светот. Тој му рече: ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите царства од светот. Сакам да ве прашам, дали ѓаволот ги има на располагање сите царства од светот? Размислете малку на ова прашање. Забележете дека Господ Исус не му рече: не ми ги нуди царствата, бидејќи не се твои да ги даваш. Моја предпоставка е дека да, ѓаволот на вистина ги има под своја контрола сите царства во светот. Оваа вистина треба да ни даде правилна перспектива на се што се случува денес во светот. Ѓаволот е оној што контролира се. Војните, конфликтите, хаосот, немирите, кризите, сето тоа е негово дело. Ние како христијани треба да бидеме свесни за оваа реалност и да не сме изненадени кога нешто ќе тргне наопаку. Да не заборавиме кој е нашиот непријател и зашто тој е способен. Неговата главна цел е да стане како Бог. Затоа му рече на Исус: поклони ми се. Слушнете што се случи откако Исус успешно му се спротистави на ѓаволот. Во стих 11 Матеј пишува: тогаш ѓаволот го остави и веднаш дојдоа ангели и му служеа. Во Евангелието на Лука се вели дека ѓаволот го остави Исус само одреден период. И самиот Матеј не алудира на тоа дека ѓаволот никогаш веќе не се врати да го искушува Исус. Да почнеме со читање на денешниот текст. Во стих 12 Матеј вели: а кога Исус чу дека Јован е предаден, отиде во Галилеја. Ирод го стави Јован Крстител во затвор, бидејќи не му се допаѓаше неговата порака. Стих 13. И кога го остави Назарет, дојде и се насели во Капернаум, на морскиот брег, во пределите Завулонови и Нефталимови. Населувајќи се во Капернаум, Господ Исус направи една важна промена во однос на неговата локација и местото од кое ја вршеше службата. Досега живееше на југот, а сега се пресели на северот. Досега дејствуваше од Назарет, а од сега натаму ќе дејствува од Капернаум. Во стих 13 Матеј ни кажува дека Исус се пресели во Капернаум.
Но во следниот стих ни ја кажува и причината зошто го направи тоа. Ако добро се сеќавам, од овој момент градот Капернаум ќе стане централно место од кое Господ Исус ќе действува се до неговото распнување во Ерусалим. Но во едно од другите евангелија читаме дека токму Капернаум беше едно од местата врз кои Исус го објави својот суд со зборовите: тешко тебе, Капернауме. Тоа значи дека Исус не беше прифатен ниту во Капернаум. Пред малку спомнав дека Матеј ни ја дава и причината поради која Исус се пресели од Назарет во Капернаум. Една од главните одлики на ова евангелие е тоа што неговиот автор често напоменува дека Господ Исус е исполнување на старозаветните пророштва дадени за Месијата. Тоа го видовме неколку пати во првите 3 глави, особено со настаните поврзани со Исусовото раѓање. Давајќи ни ја причината за Исусовата преселба, Матеј повторно се навраќа на старозаветните пророштва. Исус не се насели случајно во Капернаум. Сето тоа беше направено со одредена цел, која е запишана во стиховите 15 и 16. За да се исполни реченото преку пророкот Исаија, кој вели: земјата Завулонова и земјата Нефталимова, на пат кон морето, отаде Јордан, е незна божечка Галилеја. Народот што седеше во мрак виде голема светлина, и на оние што седеа во пределот на смртната сенка им изгреа светлина. Навистина ми е жал што сме ограничени со време, бидејќи би сакал да имав повеќе време за да зборувам за состојбата на местата спомнати во овие 2 стиха. Станува збор за области кои се наоѓаат околу Галилејското море, во тоа време познати како нееврејски области. Духовната состојба во нив беше навистина лоша. Луѓето што живееа таму беа изопачени. Би можеле да кажеме дека беа далеку од Бог. Блиску до Ерусалим, но сепак многу далеку од Бог. Но, оние што живееа во духовна темнина, одеднаш беа осветлени од светлината на светот. Господ Исус Христос. Самото негово присуство за нив беше привилегија, но исто така и одговорност, бидејќи требаше да одлучат дали ќе го прифатат или не. Забележете што пишува во стих 17. Од тогаш Исус почна да проповеда и да говори: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Кога почна јавно да проповеда, Господ Исус продолжи таму каде што застана Јован Крстителот. Тој продолжи да зборува за покаяние и за приближување на Царството Небесно. Зошто се приближи Царството Небесно? Бидејќи Небесниот Цар дојде на земјата. Невозможно е да постои Царството доколку нема Цар. А што е Небесното Царство? Тоа е Господовото владење на земјата. За жал, денес има теолози и свештени лица што премногу го комплицираат концептот за Небесното Царство. Тие даваат долги дефиниции и пишуваат цели книги за значењето на оваа фраза, без при тоа да навлезат во нејзиното едноставно значење. Небесното Царство е Господовото владење врз оваа земја. Кога Небесното Царство ќе биде целосно воспоставено, луѓето ќе живеат на оваа земја, но под Господовата власт и авторитет. Доаѓаме до моментот кога Господ Исус почна да ги повикува своите апостоли. Слушнете што пишува во стих 18. И одејќи покрај Галилејското море, ги виде двајцата браќа, Симон, наречен Петар, и брат му Андреј, како фрлаат мрежа во морето, бидејќи беа рибари. И им рече: појдете по мене и јас ќе ве направам ловци
на луѓе. Според начинот на кој јас ги разбирам Евангелијата, мислам дека Господ Исус ги повика овие луѓе во 3 наврати. Дозволете ми да објаснам што мислам со тоа. Во Евангелието според Јован ни е запишана првата средба, кога Исус ги сретна во Ерусалим. Втората нивна средба е оваа за која сега читавме во Евангелието според Матеј, кога ги сретна крај Галилејското море. Тој им вели да го следат, бидејќи ќе ги направи ловци на луѓе. Тие тргнаа по него, но по некое време му се вратија назад на риболовот. Тоа е запишано во Евангелијата на Марко и Лука. Откако му се вратија на риболовот, Исус повторно ги повика, но овој трет повик беше повик кон апостолство. Гледате, дури и апостолите беа луѓе кои знаеа да се посомневаат и да се вратат назад на стариот живот. За мене, тоа е во одредена смисла охрабрувачко, бидејќи ако Господ можеше нив да ги ползува за своја слава, сигурно ќе може да го направи тоа и со мене, а и со тебе. Мило ми е што тој не бара совршени луѓе, туку луѓе што се подготвени да го следат. Господ Исус им рече: следете ме и јас ќе ве направам ловци на луѓе. Овој повик не се однесува само на оние што се занимаваат со риболов или каков било друг вид на лов. Без разлика во кој бизнис или во која индустрија работиш, Господ Исус те повикува да го следиш и тој ќе те исползува таму каде што се наоѓаш. Пред некое време во црквата на која и припаѓам, имавме една жена што правеше неверојатни торти, но зборувањето не и беше силна страна и тоа многу и сметаше. Знаејќи го тоа, јас и реков: не знам дали некогаш си размислила за ова, но мислам дека Господовата задача за тебе е да правиш одлични торти. Некој можеби ќе рече: тоа е смешно, но воопшто не е смешно. Без разлика кој е твојот талент. Се додека со него можеш да правиш добро за другите, Бог сака да го ползуваш и тој ќе те ползува преку тоа. Секој од нас добил различен талент во животот, а наша одговорност е да препознаеме кој е тој дар и да го ползуваме за слава на Бог. Тоа се однесува како на природните таленти што ги има секој човек, така и на духовните дарови што Бог им ги дава на оние што веруваат во Него. Стихови 20 и 21. И ете, тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Потоа, одејќи понатаму, виде други двајца браќа. Јаков Заведеев и брат му Јован, во кораб со Заведеј, таткото нивни, кои си ги крпеа мрежите своји и нив ги повика. Ова се дел од Исусовите апостоли. Јаков и Јован имаа важна улога како во службата на Господ Исус, така и понатаму при функционирањето на првата црква. Тие беа едни од водачите на христијанското движење кое започна од Ерусалим. Стихови 22 и 23. И тие веднаш го оставија коработ и татка си и тргнаа по него. И одеше Исус по цела Галилеја, поучувајќи по синагогите, проповедајќи го Евангелието на Царството и лекувајќи секаква болест и немоќ кај народот. Во тоа време Исус буквално исцели илјадници луѓе, а се разбира, во Евангелијата не ни е даден детален извештај за секое од тие исцеленија. Апостолот Матеј често ни дава до знаење дека исцеленијата беа составен дел од службата на Исус. Противниците на Исус никогаш не ја негираа вистинитоста на неговите чуда, бидејќи тој исцели толку многу луѓе, што беше невозможно да се порекне промената што тие ја искусија. Продолжуваме со обработка на глава 4 од
Евангелието според Матеј, стихови 24 и 25. Па се разнесе глас за него по цела Сирија и ги доведуваа кај него сите болни, нападнати од различни болести и страдања, обседнати од демони, месечари, фатени, а тој ги оздравуваше. И по него одеше многу народ од Галилеја, Десетоградието, Ерусалим и Јудеја, отаде Јордан. Тоа значи дека голем број на луѓе од различни области почнаа да го следат. Патем во овие стихови дознаваме дека во тој период, веднаш по искушението во пустината, Исус служеше на северот од Палестина. Со тоа доаѓаме до крајот на глава 4 од Евангелието според Матеј. Во следните 3 глави, 5, 6 и 7, ќе наидеме на првиот од трите главни говори запишани во Евангелието според Матеј. Станува збор за познатата беседа или проповед на гората. Потоа, во глава 13, апостолот ни дава извештај за параболите со кои Исус ја објасни мистериозноста на небесното царство. А во главите 24 и 25 читаме за говорот на Маслиновата гора. Проповета на гората е манифестот на небесниот цар. Говорот за мистериозноста на царството се однесува на тоа како функционира царството за оние што го прифаќаат и оние што го отфрлаат. А говорот на Маслиновата гора е пророчки по природа. И покрај другото се однесува на крајните времења и настаните што ќе се случат тогаш. Тоа е се што ќе кажам за овие 3 дела од Евангелието според Матеј. Нив ќе ги обработуваме кога ќе дојде редот за тоа. Во следната епизода ќе започнеме со читање и толкување на најпознатиот говор на сите времења. Се надевам дека ќе ни се придружите, бидејќи станува збор за многу важен дел од Библијата. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.